Почитувани родители и ученици, веќе сите знаеме дека националната платформа се уште се изготвува и на стручните лица им е потребно повеќе време за да ја уредат таа да функционира онака како што треба. Но наставата треба да започне на 1 октомври. За да можеме да ја започнеме ние наставата, ќе користиме други алатки кои што ќе ни помогнат во тоа. Значи, ќе го користиме мејлот Outlook и ќе ја користиме алатката Teams, со која веќе сте запознаени. Ја познавате и електронската пошта Outlook, но до неа стасувавте преку националната платформа. Бидејќи националната платформа се уште не работи добро, во ова видео јас ќе се обидам да ви објаснам како да пристапите до вашиот мејл преку интернет. Се разбира за на компјутер. Значи, ќе го отворите вашиот пребарувач и во пребарувачот ќе напишете со латиница Outlook 365 логин. За да ви биде подобро видливо, значи ќе напишете Outlook 365 логин. Кога ќе ви се отворат страници кои што ги пронашол пребарувачот, вие нема да се најавите во Office логин, туку долу во вториот линк што ви е даден, каде што пишува Outlook 365 логин. Кога ќе кликнете на тој линк, ќе ви се отвори прозорецот за најава на вашиот мејл. Овдека ќе треба да го напишете вашиот мејл што го добивте од вашите наставници, со кои што се најавувате на националната платформа, со кои што се најавувавте и на Teams. Значи, овој мејл е најава за сите алатки кои што ги користиме за настава за учење од далечина. Откако ќе го внесете вашиот мејл, кликате Next, потоа го внесувате вашиот пасворд и кликате Sign In. Кога ќе кликнете на Sign In, вашиот мејл се отвара. Вие од вашите наставници ќе добиете електронски пораки во кои ќе имате линкови за најава на вашите часови. Кога ќе кликнете на пораката од соодветниот предмет што сакате да го видите, тогаш на десната страна ќе ви се отвори пораката и тука се наоѓа линкот. Кога ќе кликнете на тој линк, одите директно на часот организиран од вашиот наставник. Се разбира во времето за кога тој час е најавен. Би сакала да ви кажам, за да не ја повторувате оваа постапка постојано. Кога ќе бидете на вашиот мејл, можете да кликнете каде што е напишан линкот од страната на која се наоѓате, да кликнете на катанчето и со просто влечење да го доведете до лентата која што се вика bookmark, односно да го запаметите тој линк. За следното ваше најавување или следниот пат кога ќе сакате да се вклучите на вашиот мејл, до него ќе стасете со едноставно кликање на овој краток линк тука и вашиот мејл ќе биде отворен. Можеби некој од вас ја немаат лентата bookmark. За тие препорачувам страната од линкот на овие две мали квадратчиња
тука што се наоѓаат, да ја намалите и тогаш ќе можете воедно да го гледате и вашиот мејл и вашиот десктоп прозорец. На истиот начин, кај катанчето кликате и со влечење можете да го доведете линкот на вашиот десктоп. И следниот пат, кога ќе сакате да се вклучите на мејлот, едноставно ќе кликнете на тој линк и вашиот мејл ќе ви се отвори. Нема да имате потреба од најавување и од пишување лозинки. Ако се одјавите од мејлот, ќе мора да ја внесете лозинката, но ако останете најавени, само со просто кликање на овој линк, на оваа икона, ќе влегувате лесно во вашиот мејл и ќе имате лесен пристап до линковите што ви ги праќаат вашите наставници на Teams. Се надевам дека ви помогнав. Довидување.